Почитувани сограѓани, со кое лице генералниот секретар на СДС Кирацовски се појавува пред Прилепчани на истото место од каде што неговиот ментор Зоран Заев ја најави двојазичноста низ целата територија на Република Македонија и пропагираше смена на уставното име. Кирацовски си дозволува да ги прави Прилепчани при очи слепи и да ги убедува дека цветаат рози и се живее раскошно. Исто така, прашуваме дали Кирацовски со локалните функционери ги посети дуќанџиите, занаетчиите, луѓето кои не се партиски послушници од редот на СДС, за да бидат експресно вработени на високи позиции во јавните установи, за да ги праша како име. Дали Кирацовски ја слушна маката и на пазарџиите, земјоделците и на сите овие луѓе кои секој ден водат тешка битка за заработувачка, кажувајќи како државата никогаш не била во полоша состојба со најмизерен економски раст, со нула инвестиции, по сите светски анализи карактеризирана како најлошо место за живење во светот. И додека младите Прилепчани секој ден се иселуваат се повеќе, како никогаш порано, и го бараат својот спас во странство, затоа што вие, господа од СДС, не сте способни да отворите ниту една фабрика, вие се занимавате се уште со ВМРО ДПМН, како да сте опозиција, а не власт 2 години. Луѓето од вас чекаат резултати и испорачување на ветеното, а не гол популизам со веќе видена реторика, својствена за луѓе без идеи и желба за работа. Господа од СДС, она што досега успешно го сработивте е задоволување на апетитите на неколкумина функционери на СДС, кој е запослен на речиси целата стара прилепска чаршија со своите кафичи и бизниси, додека останатите трпат за парче леп. Она што успешно го сработивте е вработувањето на вашите синови, ќерки, внуки, зетови, најблиски роднини и пријатели, покрај останатите луѓе професионалци кои се пријавија на огласите, а беа одбиени затоа што немаат партиска книжка од СДС. Она што досега успешно го сработивте е донесувањето црнила, какви што Македонија досега не памети. Продажбата на нашето име, тргувањето со националните интереси, виткањето кичма пред Грција и Бугарија, вклучувањето на катастрофални договори со нив. Благодарение на вас, господа од СДС, Прилеп го изгуби сјајот и никогаш не бил во поочајна состојба. Спуштете се меѓу народот, слушнете ја маката непосредно од истите засегнати и престанете да живеете во илузорен свет, затоа што сте смешни пред очите на јавност. Прилепчани вчера, преку масовно присуство на протестот предводен од ВМРО ДПМН, начело со председателот Христијан Мицковски, ви порачаа едно големо не на вашите погубни политики. Со ова почнува и официјално падот на оваа ненародна и предавничка власт. Новата влада, предводена од ВМРО ДПМН, ќе врати Македонија на вистинскиот пат. На крајот на оваа пресконференција, почитувани сограѓани, сакам да ви изразам јавна благодарност за вашето големо присуство на протестниот марш во саботата, организиран од ВМРО ДПМН против оваа предавничка, неспособна и ненародна власт. И овие маршеви, и оваа борба ќе продолжи и во иднина, се до смената на оваа ненародна власт. Ви благодарам.